Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во вечерното шоу. Јас сум Слободан Томич, автор и уредник на овој телевизиски проект. Вие сте на вистинската фреквенција, вистинска телевизија, телевизија Вистел. Обичаено со неколку збора за и околу денешната емисија ја посветив за и околу случувањата во државата кои не се само сега, моментално, тоа е еден континуитет на парадоксални случувања, а тоа се однесува за и околу правдата, правичноста и неказнивоста во државата, бидејќи единствена држава, може би ретка држава во светот, каде што повеќе се исплати да бидеш арамија, да бидеш багабон, да бидеш криминалец, отколку да бидеш чесен и честит граѓанин на држава. Зошто велам ова? Бидејќи сведоци сме дека ова држава е испумпана милиарди евра и велат добро бе, како може толку да е испумпан и пак да има пари. Тоа е една енигма за која нема вечера да говорам, но ќе говорам за правичноста, неказнимоста и сето она што се случува, апропо и из насловот на Достоевски што вели злосторство и казна. Јас ја насловив злосторства без казна. Затоа го поканив мојот драг пријател професор доктор Гордан Калајџиев, професор по казново право при УКИМ. Добро вечер, дојдовте. Добро вечер. Дадов еден вовец, не знам колку ќе се согласите со мене, меѓутоа носам еден багаж, еден терет врз осова на се тоа што го работам овие 40 години во мас медиуми и 23 години со мојата интерактивна програма Гласот на народот и го слушам. Гласот на народот кај када не, но тој продолжува да си го држи тој примат, како е дека државата не е исполнета во целост во решавањето на правото, правната држава да се дефинира вистинска смисла на зборот. Вие зборевте 30 или 50 луѓе како професор слушаат, тоа е предизвик, кога сте универзитетски професор. Не сте професор само за студенти, туку на целото општество. Од вас очекува да објасните што се случува за многу работи, што интересира јавноста. Еве, јавноста интересира се тоа што там ни се случува денеска. Како гледате од тој ракурс се тоа што јас како увод го дадов? Па јас лично сум од оние универзитетски професори кои што сметаат дека во нивната должност спаѓа и да објаснат некои работи, што е во сферата на нивната експертиза, и да придонесат во јавна дебата тогаш кога се води дебата по некои актуелни прашања. Се обидувам често да дадам поширока аргументација. Не поменува тоа баш секојаш разбрано, кој ќе дојде до некои жешки теми и јавноста знае да биде и гневна и не трпи секојаш аргументација, се сведува многу често на навивање, што е оправдано. Значи, добар дел на јавноста, барем оној што се искажува низ протести, низ социјални мрежи, тоа е вообичаено и делот што е, да речем, покритичен или што е склон кон изразување на ставови. Се разбира, тоа веројатно не ја покрива целата јавност. Ние имаме во суштина за важни прашања многу малку вистински истражувања за тоа кој е вистинскиот став на јавноста. Од повеќе причини. Прво, јавноста во дел се излегува овој релативно мал процент, можеби од неколку проценти, постојано тие излегуваат на социјалните мрежи, на телевизии и на јавни протести, па се добива понекогаш можеби не највистинска слика. Исто како и тоа што за многу работи јавноста реагира на без да ги познава подлабоко проблемите, туку на проблемите што се повидливи. Од таму, например, јавноста е многу покритична и има многу помалку доверба, например, во судството. А судството во суштина го покрива само еден многу мал дел од проблемите. Мислиме пред се на кривичното судство и кривичниот суд, кој што покрива многу мал дел, при тоа јавноста е главно заинтересирана и ги следи овие случаи што се врзани или со сензационални случаи, или со овие што ја тангираат елитата. Во последно време, тоа оправдано беше и делата што ги почна и ги водеше специјалното јавно обвинителство. Така што
би било подобро кога ние би имале истражувања за многу работи потемелни, меѓу кои за ова прашање, за кое што се водеше многу дебата, вие спомнавте делот. Еден проблем е врзан со тоа дали делата се казниви. Ја дури инсистирав во дебатата и не бев добро разбран, односно немаше многу толеранција за тоа, бидејќи во правната наука е познато дека е многу важно казната да ве стигне, односно добар дел од сторителите, да ги стигне правдата и да се процесуира, да заврши со судење, отколку што има ефект, тоа е оној застрашувачки ефект на казната. Значи, застрашува прво редовноста на казнувањето. Јас стално го кажувам примерот со пајакот. Така. Сообраќајни престапи често знаеме да правиме почесто од обично паркирање, затоа што само на паркирање одговараат луѓето и можеби на брзо возење. А другите престапи ги лови полицијата само многу исклучително. Така и за кривични дела, значи, сакам да кажам, во принцип е исто по мене погрешно. Погрешно се преценува, би рекол, и ефектот вкупен на застрашувањето. Значи, зборевме како функционира застрашувањето на казненото право, но и неговиот вкупен ефект. Казненото право ние го викаме последно средство, ултима рацио. Фала Богу што вие рековте се исплати или не се исплати криминал. Фала Богу што луѓето не прават кривични дела само заради тоа што се плашат од казните. Јас и за тоа, меѓу другото, и во скорешнава дебата на една друга телевизија тврдев дека, дори сум убеден, дека и политичарите или било кој што врши службена должност и евентуално ја злоупотребува, веројатно најголем дел и не ни знаат кои се законски предвидените казни за делата и дека не треба да се преценува ублажувањето на казната. Во конкретниот случај луѓето беа многу по револтирани од ефектот што го има врз застарувањето, со оглед на тоа што долго години се водат кај нас процесите, што е проблем генерално. Се вика долга правда е неправда, застарена правда е неправда. Луѓето, видите, после долги години на влечење по судови, веќе го жалат Милија Некиевски. Почнаа да жалат Гордана Јанкуловска. Го жалеа овој што одговараше за повеќе дела началникот за јавни набавки од МВР. Бидејќи па него го стигнаа повеќе казни од некои други. Се јавноста и тука и се собира револт. Како едни поминуваат неказниво, меѓу другото и како се дозволи, и кој никој не одговараше, зошто и како избега Груевски. Така, начело на таа, да речам, политичка елита што ја зароби Македонија во тој период, особено во последните години на владење, оти тие не почнаа толку лошо. Груевски, фала Богу, имаше и добри чекори. Мојата фамилија лично му е благодарна, нас на оној плаштадот кај Стоковна куќа мост, меѓу другото, ни го врати имото што е конфискуван 48 година. Значи не беа сите нивни постапки од секогаш или негови од секогаш лоши, и тоа се случи. За жал кај нас е тоа еден вид правило. По некое време владење власта забегува и едно време дури доаѓа до таков степен да мисли дека никогаш нема да стигне правдата и почнува да прави големи глупости. Тоа е привид. Зошто запаѓаат до такво, предпоставувам и кој ќе стекна многу голема власт, веќе никој не ги критикува. Гледате го, како ги гледате дури овие емисии, зошто губи Германија во војната, затоа што не останале генерали, што можеле на Хитлер да му кажат дека греши. И човекот се прави генерал над генералите, прави глупости. Така и премиерите, со време кои ќе стекнат голема моќ, добиваат една слобода. Еве го сега и Ковачевски, како почна он внимателно, страшливо да мери секој збор, сега почна на телевизија да се прави шоумен. Тоа е тоа што нив ги рани и при тоа забегуваат. Меѓу другото, овој ефект врз нив во моментот кога они се на власт и кога ќе стекнат погрешна представа за тоа
колку навистина се мокни и особено до кога ќе бидат мокни, практично не им ни влијае ова што обичниот народ сега дебатира, дали построги казни или поблаги. По дефиниција се разбира, луѓето се плашат повеќе од построги казни, ама ние не одиме таму, мислам дека јавноста претерува малку и многу често бара око за око, зап за зап. Ние сме далеко од тоа, сега талион да сечеме раце за кражба или слично. Така што јас посебно укажав на тоа дека треба да се води сметка дека тие казни воопшто не се така благи, ако се има предвид прво состојбата во затворите. Еден ден затвор во Идризово е како 3 дена затвор во Англија. Или во Струга, добро. Ама потешките казни за тие за кои што зборуваме, се издржуваат таму и во услови на да речем на нехумани услови за кои што исто повеќе пати сме кажувале. Така што работите не се црно-бели и овие студии за кои што зборував, јас на Facebook посочив на една книга во таа дебата од еден познат автор, социопсихолошки теоретичар, кој што не зборува, дебатира за казната само од морален аспект, како што го прави тоа и впрочем и во литературата. Ние често пати за некои работи дискутираме врз основа на морални принципи, што ни е прифатливо, колку имаме некој етички став према некои работи. Меѓутоа, вистинскиот ефект се мери поинаку, па и ефектот врз луѓето, конкретно и застрашувачкиот ефект. Значи, студија една на која што има повеќе, една од попознатите е на еден американец вика Том Тајлер и он напишал книга зошто луѓето го почитуваат законот. При што појаснува дека законодавецот и луѓето често пати го преценуваат застрашувачкото дејство, дека најголем број од луѓето прво тоа го прават од морални причини и така натаму, а дури застрашувачкото дејство зависи повеќе од тоа дали има шанси да ве стигне казната, отколку тоа дали е строга. Строгоста од друг аспект исто така се намарува дека кај ова е одговорност на политичарите. Вообичаено одговараат најмалку у суштина за едно криминално поведение по 3 кривични дела. Им се лепи вообичаено со тоа досторничко здружување, кое што беше опфатено исто со намалување. Искрено ја да ви кажам, од секојаш противник на тоа кривично дело. Некои кривични дела едноставно се прават во група, понекогаш тоа оправдано може да се земе како отежнителна околност. Меѓутоа да биде самото тоа кривично дело по мене неоправдано етички, морално. Им се лепи многу често во последно време дело перење пари и мерките кои ја ги сметам за многу важни, конфискација на имот. Со право сега тука викаат луѓето е па добро, ама конфискација имаме проблем со конфискација. Сакам друго да кажам, ние не може сега да речеме, постапките се секако долги и ќе дигнеме раце и ќе се задоволиме со тоа дека 20 години ќе траат судењата или постапките. Тоа не е прифатливо ни од аспект на човекови права, ни од аспект на функционирање на системот, едноставно има контраефект. Мораме да отвориме дебата за тоа кои ни се вистинските причини на дисфункционалноста. Ние многу често, да не речам, се палиме на последиците, се палиме на конкретни случаи и од тука многу често во јавноста тоа тежнење за строга криминална политика, од дневно политички причини власта сака да удоволи. Еве сега се поострува казнувањето од прекршоци, правиме кривични дела врз основа на некои случувања што стварно заслужуваат внимание. Меѓутоа, не треба да се преценува дека проблемите ќе ги решиме само со казненото право. Да. Професоре, како професор во кривична поставка, дали сте во текст со измените и дополнувањата на кривичниот закон? Па за тоа углавном изборував. Тоа се оствари овие дешавки што се случија врзани со последните измени на законот. Значи, јавноста не се не интересираше кои се измените врзани што влегува на сила, врзани со заштита на животната средина.
тој цел еколошки комплекс врзан со некои европски директиви. А главно беше и со право огорчена или нервозна или љута заради тоа што сметаше дека овие бројни кривични дела врзани со европските директиви за екологија се уствари фрлање прашина во очи да ги подскрие овие работи за кои што јавноста е заинтересирана, за кои што ја тврдам дека се преценуваат, меѓутоа нервозата доаѓа од таму што луѓето се незадоволни, зашто го сметаат од каде сега, да, еве јас се залагам, да, со право, викам, јас сум за намалување на строгоста на казните на сите, но не сум за овие дела. Сакав да посеќам добро, но кај овие дела де факто е многу важна конфискацијата, а сега имаме можност за нови форми на проширена конфискација. За жал, тој дел на измените никој не го коментираше, и докато аспект на човекови права, мислам дека може би прешироко поставен. И тоа допрва кога ќе ги засега луѓето, ќе почнат да размислуваат за таа одредба. Дебатата што јавноста ја отвори беше концентрирана на намалувањето на казните на коруптивните дела, значи злоупотреба на службена положба, несовесно работење во служба, ова злосторничко здружување и не знам уште што беше опфатено. Знам дека во првата игра беше вклучено и некое менување на членот за перење пари, па тоа отпадна. Со право луѓето прашуваат зошто на брзина. Да, зошто на брзина? И па со право и по влада. А кај нас, значи, се научија луѓето дека власта знае да подметнува понекогаш, да протуркува некои работи. Морам да признам дека и јас бев изненаден, едноставно не сум експерт за собраниските процедури, но бев изненаден дека е можно за неколку дена од влада до усвојување да помине еден закон. Па дури и која скратена постапка. И самиот ГИР реагираше на сето тоа. Представникот на Европската унија. Според специјалноста која имате, можам да кажам дека кривичниот закон вие од страничен интерес. Дали сметате дека измените ги дополнувањата на овој материјален закон има допирни точки со други области од на кривичната материја? Законот за кривична постапка, која е вашата специјалност и пристап да ова слично? Па, делумно секогаш има работи да се поврзани, меѓутоа во конкретниот случај, да речам, главните причини за незадоволство кај јавноста и кај стручната јавност беше фокусирана на овој дел. Јас имате право дека се бавам повеќе. Ние во повеќе европски држави се дели релативно строго така нареченото материјално право што се бави со кривичниот законник и кривичните дела и одговорност од овој што се бави со процедурата. Тие се разбира поврзани. Например, германците не го прават тоа. Тие што предаваат кривично право, предаваат и право и процедура. Ние сме на некој начин поделени и меѓу другото и почитуваме, а меѓу другото и кога сме во јавни дебати, почитуваме предност на некој начин на експертите што се од потесната област по можност. Ја гледате, ја, например, никош не избегнувам да дебатирам, освен кога се работите поврзани или ептен очигледни, да правам политички анализи. Во дадениот случај очигледно е работата и за политичка анализа, исто колку што е за правна. Практично, у суштина, правниот дел е жртвуван, се покажува дека вистинскиот проблем има повеќе дневно-политички мотиви и тие се, луѓето мислат дека се врзани со уставните реформи и слично. Тие не се моја специјалност и избегавам дори да ги коментирам. Морам да признам дека за жал не секогаш колегите што се бават со потесната материја излегуваат во јавноста. Јас се обидувам ова да не биде сватено дека сега јас бегувам во некоја туја специјалност, пошто сепак повеќе или помалку казненото право е една целина и јас така чувствувам таа одговорност да дадам секогаш некое појаснување колку е можно поаргументирано за кои се фактори се во игра, што јавноста често пати не го разбира. Ја на шала реков,
адвокат на ѓаволот понекогаш изигрувам, бидејќи јавноста не е секогаш подготвена да ги слуша аргументите што не се во прилог на нивната желба или теза во конкретниот момент. Сега се фокусирани со едно оправдано огорчување, кое што е на некој начин и насобрано на јавноста. Јавноста многу ретко волку, да речам, експлицитно и отворено реагира на правните промени. Меѓутоа, чувствителна е за корупција, веќе и самите политичари ја трујат јавноста во смисла дека, така условно речено, со тоа борба со корупција, а оствари прават дупла финта, они се главниот мотор. Ја од секогаш сум тврдел. Главниот кривец. Од секогаш сум тврдел дека политичките партии се моторот на корупцијата. Сакам да ве замолам за разбирање. Ги разгледував реакциите на голем број политичари и аналитичари кои адресираат некои реакции визави вас и ќе ми дозволите. Затоа направив една компилација да нешто да ви нагласам некои прашања ако може. Дали вашата поврзаност, таквата поврзаност од кривичниот законник ви дава за право да и коментирате решенијата на измените и дополнувањата на кривичниот законник? Што е една од анализите упатени до вас? Ја не гледам причини зашто објаснив дека се трудам да бидам резервиран и дури самиот сметам дека е ред тие што се луѓето што се вклучени во таа област, што по природа се креатори на законските решенија, што работат во групите, значи има експерти, професори кои што се советници актуелни во Министерството за правда. Повеќе има советници, професори ке претседател на државата. И тие треба, по мене, јас кој би бил на тоа место, би се изјаснил, па дури и негативен став, во смисла, ако сум разочаран дека политиката ме прескокнала, кој што е очигледно во дадениот случај, тогаш ќе го кажам тоа отворено. По крайна линија, ако сметам дека ме прескокнале за важни работи, можам да си дадам и оставка. Јас не би работел. Има ли суета меѓу вас професорите? Има ли суета меѓу вас професорите? А суета сигурно дека има, таман работа. Суета има и кај обичните луѓе, кај професорите има многу суета. Дали Гордан Каледжиев е тој што ја кажува вистината, ја кажува вистинската анализа? Јас ве слушав во една од наставите, вашите настави, каде што имплицитно и директно го критикувавте и Денденска специјалното јавно обвинителство, визави така наречениот прв човек на јавното обвинителство кое видовме сега кај се наоѓа. Дали е тоа логично да се постуваат такви имиња, такви личности кои дефинитивно се, како што рековте, главни протагонисти за голем криминал во државата, или крација вика велат крдеште во крадецот. На што се базира сето тоа постување, погрешни фаци на имиња на суштински рад? Тоа е сигурно еден од нашите проблеми. Јас бев првиот што најотворено уште дента реагираше на изборот на Катица Јанева. Не заради тоа што јас имав лични мотиви, односно бев формално кандидат. Дали требаше систем, професор? Дали требаше да се октурира, се намете кои имавте, вие сте експерт, има многу исто како вашите, можевте вие тоа да го организирате, реализирате? Има многу аргументи, дали тој паралелен систем воопшто е уставен или не. Мојата прва изјава на телевизија, кога ја бев изненаден, значи идејата за СЈО беше донесена од надвор. Колку го оправдате тој момент? Јас во првиот момент го оправдав дека тој чекор мене не ми е симпатичен, дека не би го поддржал. Ако тргаме од тезата дека реагира правниот систем во државата. Дека ако тргаме од тезата дека тогашното, бидејќи ние имаме обвинителство за организиран криминал, го водеше Јован Илиевски. И не бевме задоволни од него, не бевме задоволни од кој беше тогаш републички обвинител, веќе не се сеќавам. Градски беше Зврдевски, но главната критика беше фокусирана врз она за обвинителство за организиран криминал и корупција. И тука луѓето немаа поинакви очекувања, бидејќи тој во тој момент уствари беше практично во роднински врски со Сашо Мјалков и
луѓето не можеа да очекуваат дека он ќе биде сега некоја ударна тупаница. Како он заврши после од тие критики до судија во Страсбург, тоа е исто многу интересно. Но еве, визави денес ексмоменти. Имаме исти такви случаи, кај што имаме јавен обвинител, главен јавен обвинител како доаѓа, кој е во родбинска врска, во пријателска врска, се мисли на господинот од албанската провинција, каде што имаме повторно повторување на сите случувања, никако да излеземе од таа мантра дека ние треба да бидеме држава. Од тоа, морам да признам дека бев во голем шок. Едно стана прво јасно дека малку веќе може да правиме со унапредување на законски решенија. Јас, например, долги години мислев дека еден од главните проблеми е начинот на избор на јавниот државен обвинител врз основа на неговиот линк со владата, дека владата практично партијата на власт директно го предлага и е логично дека очекува за возврат да ја штити. Дека тоа е глупо решение, едноставно. Заев се сеќавате ветуваше дека за рок од година-две ќе даде на опозицијата. Тоа е пологично. Ако опозицијата да го предложи, бидејќи ќе има повеќе интерес да се гони криминалот на власта. Ако е тој сериозен проблем, а гледаме дека луѓето гледаат сериозен проблем во криминалот на врвот, на елитата и дека многу голем проблем е тој линк, усвари коруптивниот криминал. Во меѓувреме, од нема и каде, во дебатата за новиот закон за обвинителство, кој што исто има врска и со овие случаи. Јас кажав, луѓето забораваа дека тие случаи требаше добар дел од нив да запрат, бидејќи законот за СЈО имаше јасен рок до кога може да се подигне обвинение. И добар дел од овие обвиненија што сега течат се со пробиен рок законски. Во таа борба на тогаш, овие исти што се сега што ги намалуваат казните, се пред само 2 години, по секоја цена сака да ги гонат овие случаи. Посебно беа особено заинтересирани да се гони империја, но и други ведели. И сега малку и чудно, и јавноста е збунета, како овие што практично кршеа закон. Јас мислам денеска, дека е непристојно законот за обвинителство да уредува работи на постапка, дали истраги ќе траат или не. Тоа едноставно не е за тоа закон. Не можете да уредувате дали истрага ќе трае во тој закон или во закон за здравство може да трае. Ако е за обвинителство, е сосема друг закон. Не ја тангира таа проблематика, тоа е за овој закон за кривична постапка. Не можеа тој да го променат за шупара 2/3, овој може демек и направија глупости. Сега за да фрлат прашина у очи, го излекува ова у суштина добро решение, дека самите обвинители да го бираат овој за организиран криминал. Дали е тоа објективно најдобро решение, не знам, бидејќи многумина сметаат во правната наука дека не треба толку власт да се даде, да се затвори во самата судска или обвинителска фела, дека тие да не станат па некоја каста сама по себе. И затоа се предлага во овие судските и обвинителски совети да има и членови од надвор, а тие па се најспорни. Меѓутоа, Венецијанската комисија вика не, мора да има од надвор, иначе ќе забега самата фела во многу власти и нетрпење на критики од надвор. Така што, ова решение изгледаше барем добро споредено со она за главниот обвинител. Меѓутоа, фактот што покажа дека дури им да им дадете на самите обвинители, значи теоретски лишено максимално од надворешни влијанија, и се покажа дека они пак гласат како што им е кажано. И сега се викате, од тоа нема спас. Значи, ако интегритетот на самите суди и обвинители, и покрај тоа што ја верувам дека нивниот интегритет во суштина од самото тоа што имаат завршено право, го сакаат правото, веруваат во таа приказка за која се определиле во нивниот живот. Ако они бидат први да го дерогираат правото и собствената улога во системот, што останува за другите? Што ќе очекувате ви од МВР? Иако многу од проблемите за кои што зборите за неказнивоста, се јас стално го кажам тоа, во таа сфера многу повеќе. Ние овие случаи што ќе дојдат 1 од 10 случаи откриени, на крај завршува со осуда.
А судењето е при тоа обична фарса, тој што ќе го обвинат по правило е и осуден. Значи и самото судење нема значење и добар дел од работите се решаваат у суштина уште во самата полиција. Професоре, секогаш сум поборник за правдата. Верувате, не се некои излитени фрази. Нормално е луѓето да ја сакаат правдата. Пријатно бидејќи затоа некојаш не повеќе бодам очи кај некои мои неистомисленици кај што мислат треба да толерирам криминал и така натаму, но тоа мојот принцип од сите мои 64 години колку што ги имам. Како може, че ме прашувам и како професор, и како граѓанин, и како дел на општество, не сум адвокат, реков, ниту на една политичка партија, лично и искрено го гарантирам, како вистина, во океанот на криминалот, кај што беше ВМРО ДПМН и Дуј излезе како честна сестра, како најискрени, најчестни, без никаков криминал. Ниту еден не е обвинет со најдраконски казни, ниту плаќа некои пенали, да речам, кон државата. Со оглед дека факти пред очи не сме слепи, сите гледаме што се случува. Со голем број криминогени ситуации, корупција, се тоа. Како професор и како човек ве прашувам, како го коментирате се тоа? Што у државата имаме двоен стандард од страна на политичка и амбиент во кој сега се наоѓаме. И да бидам и третата власт. Искрено да ви кажам... И реков како човек ме прашам, како сакате да одговорите, меѓутоа... Често се слушаат критики и јас сум искажувал на адреса на ДУИ и овој, да речем, феномен за кој што зборувате, дека тие практично скоро никогаш или многу ретко одговараат, тешко да се сетиме просто на некој случај и е тоа извонредно опасно дека еден цел дел од власта, локална и централна, што е по природа на нештата, со тоа што е долго во власта, по дефиниција покорумпирана од тие што се помалку во власта. Дури да се на почетокот подобри како личности, ме разбирате? Така што тоа е еден голем ризик. Според нашиве домашни прилики, мислам дека дел од тоа не се дебатира отворено, улогата на ДУИ и цел тој неказнив систем, од повеќе причини. Прво е тоа што тие де факто се постојано во власта. Друго е поддршката што ја уживаат кај меѓународниот фактор и тоа што меѓународниот фактор има поголем интерес да има стабилна политичка сцена и меѓучовечки, меѓуетнички односи. На странските големите сили, они колку сакате нека зборат за корупција, нека зборат за правна држава. Меѓутоа имат интерес од нивниот вистински интерес е пред се геополитички. Значи, они имаат интерес тука да нема војна, да нема конфликт меѓу македонците и албанците прво, да нема конфликт после меѓу нас и некоја друга држава. Меѓутоа да има криминал од страна на албанците. Поприфатливо им е да има криминал и да се прават луди, отколку да има конфликт. И тоа го албанците го, да речеме, политички партии што се на власт, го користат, па не се едноставно им се може. Кој во позави на ситуација, тешка ситуација, дали автохтониот народ, државотворниот народ, поголемиот народ што е македонскиот народ и другите, отколку албанците, ако се направи ве прашаме на дистинкција, економски гледано и се тона, дали македонците дефинитивно доживуваат една мајоризација? Видите, имаше, они уште не, да речам, сурфаат на тој бран од ситуација пред некои 20 години, која што де факто, во кое што време де факто можеби биле, не знам, повеќе изложени како ризична група, па дури отворено јадејќотек во гостилар, тоа не беше најдобро решение, сигурно. Меѓутоа, мислам дека малку тој елемент на жртва на малцинство, уште го злоупотребуваат. Тие се веќе далеку од тоа, дека се малцинство што во Македонија е загрозено. Мислам дека многу почесто се во ситуации да се екстра заштитено малцинство, а во ситуации која ќе им дојде некој зорт,
Тоа вчера и Мицковски го кажа на телевизија. Одма се повикува дека етничката припадност. Да, етничка припадност вамо таму. И гледате исто, нив практично До кога тешко процесира? можете да ги осудите дури за експлицитни злосторства од типот на монструм, од типот на диво населје. Они ден денеска тврдат дека тоа е политички бла-бла и дека бараат амнестија, привилегиран третман и слично. Значи, тоа мора и они да дадат едни гаранции во смисла дека да, ако сме ние за заедничка држава, треба да сме за држава во која што владее правото и во која што луѓето навистина ќе бидат еднакви. Ние сега гледаме дека кај нив станува дури очебино дека корупцијата кај нив ги добиваат сите сделки, 2-3 фирми од дечки млади по 15 години, некоја случајно во Саравија го среднав оној внукот на Ахмети. Што му се Едно заблагодарува младо момче, брада не му расте. Дека е спасил Македонија. Сакам да го прашам, како кликнавте, дај мене да ми кликне. Мислам, стварно смешно ми. Секој ќе Го видов момче младо и сега он му кликнал он голем мозок. Гений. Или овој сега сите сделки ќе ги добива. Тука нешто смрди. Професоре, ние ќе збориме за членот 353, бидејќи ќе го поврзаме со тој исти член. Истото е фактички авантуристички име на член за приватизацијата. Со ова се да речем голем предизвик да се говори, бидејќи отворено дискутирате за разлика. Некои соговорници во ракавица одговарат дипломатски. Но овој член 353, злоупотреба на службената должност, визави сега со поврзано и со наведена најавена и амнестија, дали се тоа едно чистилиште, едно правење слободна зона за да се ослободат од кривични обвиненија и дејања што допрва престои, не предуцира, меѓутоа анкетите говорат дека промени ќе се случат и дека народот повеќе не може да издржи вакви криминогенни активности и случувања во државата. Кажете ми уште еднашка, дали можеме да очекуваме една вистинска одговорност од од меѓународниот фактор кој гледам реагира за промените на овој законник, кој се веднаш накити со европско знаме, дека е малце дефектно, дека не е како што треба. Исправете ме ако грешам. Значи, јавноста насетува дека нешто е чудно со брзината. Јас тоа се обидов да објаснам дека Дали се купува слобода на ваков начин или не треба да се претерува. Прво, малку е веројатноста дека некој во иднина битно може да профитираат, затоа што она што го кажав преска, и казните и вака намалени, особено ако на нив се собера злосторничко здружување, перење пари, конфискација, се многу сериозни. Особено ако се да речам, ако се откријат вистинските сторители многу почесто од тоа што се прави денес. Знаете, понекогаш кога е престрога казната, па не се применува на некои поситни, да речем, коруптивни действија, затоа што се смета дека можеби па е неадекватно, мање више нормално луѓето да сакаат некој динар лева рука, десни джип, или што ви каже, некој сметаат денеска тврди Љупчо Ѓорѓевски дека на власта е нормално да имаш привилегии. Сега, што се привилегии до кај треба да одат? Имаме два случаи. Љупчо Ѓорѓевски рече тогаш, па јас сум премиер, имам право да правам бизнис. Истиот Ковачевски, кај јас сум, сопругата моја може да инвестира, јас што мислам дека е конфликт на интереси. Дека додека сте екс официо официјална личност, фигура од државата, премиер, не можете вашето семејство да бидете инволвирано некој. Ние имаме јасен закон за конфликт на интереси и тој е доста строг. Така што дали Ковачевски има право така да во крајна линија јавноста со право е несрекна. Сопругата да купува по 1 евро дека значи не знам, или Заев одеше преку брат му, или овој преку сопруга, некој преку трето. Денес уште се збори дали некој бизнис или хотел или нешто уствари е на Груевски, а не е на нечие име. Они едноставно, власта е нормално да се обиде да го прикрие името. Она што законот се обидува да контрира е поставување построго на тоа, на законските забрани
и од аспект на етички правила што ги имаат овие службениците во администрацијата, и од аспект на конфликт на интереси, и од аспект на корупција. И од таму и државата реагира, се предвидува можност да се одземе имотот и од трето лице на кое што е пренесен фиктивно или со несоодветен надомест, ако е пренесен особено на членови на семејството. Така што тука алатки ние имаме, зошто тие алатки не функционираат. Делумно јас тврдам дека можда би и престрогоста на казната и на таа целосна конфискација може да се доживува како пречка некој да се казни или да се воведе во процедура ако казната изгледа драконска. Значи, може дури и строгата казна понекогаш да придонесе некој да се спаси. Да. Навистина имам еден голем колаж на прашање, но ќе ве замолам најтаксативно. Имам прашање беше за околу 27 април, според јавното мислење, па и мое лично мислење, дека се големи драконски казни, политички беше донесена таа одлука и мајчи фак вели таа казна веќе создаде страв кај народот. Да не крева аларма, што вика врева, да чути, да молчи, вика симната глава, сабја не ја сече. Најтаксативно ти да имам уште мали прашања. Што да ви кажам, ефектот... Одговорите ми в контекст на тоа. Имаме тероризам прогласено, што гледаме не е класичен, не е тероризам. Од друга страна имаме тероризам во 2001 и амнестија на тероризам, и денеска имаме пример специјален, ексклузивен во светот, каде што Гери Адам и Шин Феин, знаете, тоа се организации терористички како што имаме ЕТА во Шпанија, кој ги има иста ситуација на одвојување, цепување на државата. Ева, како ќе кажам, јас го гледав наснова на телевизија. Да. Лично имаше елементи на внесување страв меѓу населението, што е идејата на тероризам. Што е делумно идејата на тероризам, да се направи нешто бомба, да се внесе несигурност и страв кај население. Тој ефект го имаше. Меѓутоа, интенцијата, морам да се признае дека беше повеќе политички, и тука сега е границата меѓу условно речено политички протести и ефектот тоа да помине негде граница и да премине во насилство и застрашување. Насилството, сум сигурен, такво какво што беше грозно, мораше да се гони. Ја бев еден од тие што и Хелсинскиот комитет што го водев тогаш, што искочи со анализа дека во предвид доаѓа една плејада на кривични дела, која што внимателно треба да се избере. Објективно, сега од страна гледам дека изборот е престрог. Зошто? Јас имам еден многу важен аргумент. Гледате го само каде е ставено делото, во група на пред него е делото вооружен бунт. Има помала казна, значи една маса на луѓе да искочи со пушки на улица и да влезе во собрание, одговара помалку од ова терористичко загрозување делото. А овдека сепак луѓето не беа наоружани, имаше скубење, тепање, ама немаше пушки, немаше бомби. Ме разбирате? Од тој аспект се гледа дека идејата на законодавецот била дека тука неправото е поголемо од она да се дигне некој со пушка. И сега кажавте, овие се дигнаа со пушка и ги фати амнестија, овие не. Тоа е исто пристап. Или после тоа што следеше амнестијата, во смисла, многу беше чудно тоа, некоја комбинирана со улога и на суд, делумно таква амнестија неам видено во правото, мислам дека... Дали постои во светот? Таква амнестија, може би постои некде, јас не сум сретнал. Дали сте го сретнали Гери Адам да седи во бакинеската, мислам во парламентот британскиот и да биде... Не, друго сакам да кажам, начинот на кој што беше изведено правна таа селективна амнестија, во која што имаше делумна амнестијата дојдеше од собранието, но имаше улога и на судот да определи дали тие конкретни биле или не биле вклучени во... Па после амнестијата беше и многу несмасно срочена, не беше јасна амнестијата, кој дела ги опфаќа, кој не, бидејќи номотехнички беше језива, очигледно донесена на брзина. Имате право дека луѓето го доживеа тоа како промашување на суството, бидејќи очигледно луѓето сакаат да видат правда, дека судот донел правда. Во дадениот случај повеќето реакции беа негативни.
дека тоа не е тероризам, дека тие луѓе се осудени со престроги казни. Таму имам јас мој магистрант, долги години професионалец во безбедносните сили, во специјалните единици, кој што добие, не знам, 12-13 години, Митко Пешов, кој што многу се незгодни тие кои сте на такви позиции во една структура што е хиерархиска. Вие не можете, дури да не ви се допадне наредбата или акцијата, вие не можете, освен ако не сте на врвот, мора да ги следите акциите. Мора да сте убедени како дека правите очигледен злостор, значи секој војник, секој полицаец може да одбие наредба, ако добие наредба да убива цивили, бидејќи му е јасно дека е тоа злосторство против човечноста и бла-бла. Ама ова, влегување таму, начинот на интервенција не била соодветна, била помала, тоа е повеќе, може би некој ако го креирал, да одговара. Па дури прво беше чудно, кај нас одговараа демек извршителите или тие дело што учествува во протестот со насилство, па наводните организатори кои што исто така, ја да ви кажам искрено, неќе да го вреѓам, ама Спиро Ристевски не ми личи дека е некој организатор што донесува идејни решенија концепцијски. Се знае кој можеше од таа партија да одлучи што да се прави или дали да се оди, не знам, на државен удар, на било што, на овој сериозни. Да ми говорите со оваа амнестија за која сега се најавува, мисли ви амнестијата, вие сте професор по кривично право, еднаш даде амнестија на страна на председателот, остана амнестија, не може да се повикува според тогашниот закон и модификација. Он помилување даде, тогаш беа критикувани дека притисок, нели имаше меѓународен притисок, што дали има во светот мешање во една држава врз одлука на еден председател избран на непосредни избори, се однесува на господин Ѓорѓе Иванов. Ве молам за разбирање и вие, почитувани гледачи, и вие професори. За жал, ние по ниедно мерило не сме ниту нормална држава, ниту држава што ја ценат во смисла дека власта е нормално поставена, дека има суверенитет и дека тоа треба да се почитува. Дали можам да си слободно зборам, бидејќи да го наречам ова еден циркус максимус, визави, простете ме, јас ве почитам многу како референтен професор, каде што ја завршив многу години одамна, но сепак е страм за правото и правната држава за која ние тежнеме и бараме да бидеме примени во Европската унија. Не по сила на еден... Не разбрав што е срамот. Страмот е на ваков начин на дискредитација на односењето на одлуки, решенја, кој што е се ова, например, амнестијата која е носена на мускули на брза постапка. Вие, колку што разбрав, сакате таа амнестија да се однесува да се намалат бројката на затворените лица? Јас лично се залагам за амнестија на сите, врзано многу просто со лошите услови во затворите. Може дистинција да направи? Во смисла дека е правично, едноставно, казната што ви ја досудува судот, се извршува на потежок начин од тоа што е замислено во законот. Во законот е замислен нормален пенитенцијарен систем, кај што живеете релативно нормален живот, нели сте одвоени од многу, меѓутоа хуман живот, кај што ќе имате кревет, хигиена, здравствена заштита. Да немате страф што ќе ви се случи од тоа насилство меѓу затворениците и чуварите. Владе во Идризово нема контрола врз овие. Например, се збори дека посебно се земале сила овие токму од диво населје. Дека они практично контролираат, дека ќе го зафатат шеталиштето, дека другите не може ни да шетаат. Нема кој да ги да ги натера да го напуштат шеталиштето. Едноставно таму од тој нивни дел они се имаат некој кралство. Затвореничкиот систем може многу опак да биде и за жал затворот Идризово е познат во Европа како најлош. И тоа беше мојата идеја, и прагматична, криминално-политички, многу брзо. Дали може да се злоупотреба сега на политичкиот амбиент, ова со амнестијата да ги опфати нив, да се амнестираат од некои кривични дела? Па се, гледате, ова малку се и, да речам, пораките што ги праќа власта, малце чудни, доаѓаат од исто министерство. Од една страна
се намалуваат казните, а од друга страна овие дела за кои што дебатираме не се во делата што се амнестирани затоа што се сметаат потешки. Така што тоа е едноставно контрадикторно едно на друго. Ако се сметаат се уште за потешки дела, тогаш треба да има потешки казни. Не можете да праќате контрадикторни пораки на јавноста, бидејќи криминалната политика мора да биде доследна, оценета како правишна, треба да биде размислена за нејзе, убедлива да биде. Едноставно ние имаме, за жал, и во Министерството за правда исто еден пример за безвластие. Да, јас морам со огледе кој е, но наистина режија ќе заминам само 2 минути. Ви немате никакви роднини во правото, и вашиот тетин е мојот драг пријател Шкарич, професор по уставно право. Ни наложуваат под присила, да речем, со кубура на глава, уставни промени. Најкратко е модел со оглед дека тука би сакал да прашам и како интелектуалец и како професор по казнено право да ми одговорите. Нели е тоа сепак едно казнено дело врз еден народ да се врши присила, по секоја цена да се направи уставни промени, а кога јавноста 71% вика не, нема. Па, прво е прашање колку вистински јавноста е нервозна заради начинот на кој што е поставено. Во исто време, јас ќе ви кажам лично. Значи, од една страна, јас како граѓанин не како правник, како граѓанин, чувствувам незадоволство што воопшто сме доведени во ситуација една неправична, да не се бара еднострано, значи без реципроцитет што е нормален во меѓународни односи. Второ, да се поставуваат услови кои што не се поставили ни на една држава. До кога ќе бидеме така? Само да видиме екземпл, пример на единство. Ама не можем да кажеме следново. Ако треба да изберем од 2 зла по малото, меѓутоа да го голтнеме ова, или да стоиме на интегритетот, морам да признам дека ние ова војната со интегритетот делумно секако сме изгубили. Што е факт? И меѓу тие 2 зла, ако морам да бидам од 2 зла по малото, ја би одел сепак на уставните измени. Еве вака, кога би можел јас, колку и да бидам се критикуван, од една страна, значи, многу јасно ми е зашто луѓето се незадоволни, дека тоа се е неправично, дека не е фер. И се случи преспа, значи имавме ветување дека ќе биде. Тоа е јасно. Еви ова, што е следно? Ама мора да се признаеме дека ние едноставно, независно кој е крив, дали опозицијата или ова, ние како држава, нашите политичари, а ние сме ги гласале, не успеале на меѓународен план за нас да направат подобра позиција. Очекувате што е трето после? Може би е тоа природно, едноставно за нас е несреќа, што Грција и Бугарија веќе беа во клубот од другата страна. Едноставно не сте во иста позиција, како да ви кажам. До кога ќе бидеме така? Исто кој што не е фер и не сте во иста позиција, да се тепаат некој што е јак и млад и голем, со некој мал или дете, овој малиот големиот ќе го тепа колку и да е тоа нефер. Да, меѓутоа, дали е конечно рене да се направи меѓународно право и ова не гледаат они. Реал политика, кај што има сила, нема правда. Ние сме толку мали и толку сме надвор од да речем од нивниот фокус, колку и ние да сакаме, и треба да се убедуваме да билдаме на тоа, дека сме ние исто горд народ, едно, друго, трето, меѓутоа факт е дека ние тоа не сме го избориле. И факт е дека кога треба да се донесат тешки одлуки, сигурно не им е лесно, јас не ги поддржувам СДСМ и начинот на кој што е дојдено до ова. Мислам дека сгрешиле што не ја отвориле расправата на време, што спиеле на таа карта. Најмалку го сакам Маречич. Или не знам, Османи или било кој. Османи ми е дури посимпатичен, он бар си има друга, често пати друга. Дефинирана идеја. Едноставно, па дури како фигура ми е посимпатична. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник во нашето вечерашното издание. Нема крај дебатите, нема крај. Навистина има совак. Ние ќе продолжиме со овие теми и ќе ми да чест да бидете мој соговорник во наредните емисии. Благодарам. Почитувани, тоа беше професор Гордан Калајџиев, професор по кривично право. Еве, во овие 45, некаде 50 минути влегов малце повеќе од терминот, но имаше зашто интересни
изјави од професорот и верувам дека вечера ќе размислите и ќе имате еден суд ваш од ова вечерашна емисија. Ви посакувам убави викенд и релаксирате. Мислите едно добро, без разлика ние што вечера говориме навистина за темните страни, тоа е нашата реалност и судбина, но вие сте судбината на македонскиот народ. Пријатна вечер.